Фудбалерот Ерсен Сали, еден од напаѓачите во радарската кула на аеродромот, досега требаше да биде за решетки, но со македонските магични небулозни обвинителства и судови, сега најверојатно е заминат во странство заедно со другиот напаѓач, поранешен директор на фудбалскиот клуб Шкупи, Омер Буњако. Неофицијално обелоденуваат медиумите. Според информациите на Лидер, Сали е осуден уште во 2022, го суделе за тешки дела против безбедноста, но се жалел на апелација со што ново избраниот републички обвинител Наум Пановски се согласил на условна казна, па Сали наместо во затвор останал на слобода. Тој и неговиот брат заедно со други лица пред 2 години пукале во деловен простор, при што брат му не ни бил дел од истрагата, а иако на Сали му било пронајдено автоматско оружје, тој за настанот не бил ниту еден ден во притвор. Обвинителот Пановски најпрво не се согласил на помала казна од 1 година затвор, но потоа писмено се предомислил и прифатил Сали да не оди во затвор. Пановски последниве години значително напредува од СЈО во висше обвинителство, а од пред нова стана и републички обвинител. Магијата на обвинителството се виде и во квалификацијата на делото за нападот врз контролорите на летање, во кое главна улога имаше Беким Незири, председател на огранокот на ДУИ во Чаир, кој е вработен како советник во МНАФ. Тој и уште тројца приведени не добија притвор, туку само мерки на предпазливост. Судиите Пајазит Пајазити и Сандра Крстик донесоа ваква одлука, од обвинителството не обезбедило конкретни докази. Од страна на ОЈО Скопје не се доставени докази, медицинска документација за наводно предизвиканите повреди, нема записник за примање на кривична пријава од оштетениот, истиот не е сослушан пред ОЈО Скопје, ниту пак се доставени докази дали на вистина е настаната тешка повреда и од каков вид е истата. Понатаму не е наведен начинот како преземните действија предизвикале или можеле да предизвикаат уништување или оштетување уреди, објекти или воздухоплов кој не е во сообраќај, а е лоциран на аеродром за меѓународен воздушен сообраќај. Инаку, освен Беким Незири, кој во минатото беше и министр за економија, неофицијално дел од бандата која го изврши нападот во контролната кула бил и Омер Буњако, советник од Нартан Груби и поранешен директор на ФК Шкуби, кој исто така е во бегство. Тој е предводник на навивачката група Шверцери и има сочно полициско досие уште од 2011. За време на тепачките на Кале, не само што беше учесник, туку министерот на ДУИ Джеват Бучи му ги извади лисиците пред камерите. Пред неколку дена, по пресконференцијата на Синдикатот на македонска навигација, на која обвинија за партиски вработувања, банда упадна во контролната кула и ги нападна контролорите на летање. За осумина има истрага, 4 се без пасоши, а останатите се во бегство.